Нова работна недела е пред нас, но и ново издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Димитриевски, Царовска да го укине решението. Србите во градот го одбележаа празникот Свети Сава. Напната атмосфера на изборното собрание на рибарите. Градоначалникот Максим Димитриевски денеска ја повика министерката за труд и социјална политика Мила Царовска да ја преиспита својата одлука во врска со одземањето на ингеренциите и надлежностите на општина Куманово во детската градинка Ангел Шајче. Решението министерката да го укине и јавно да се извини за погрешната одлука рече на пресконференција Димитриевски. Како градоначалник на општина Куманово сметам дека ова решение е неиздржано, селективно, пристрасно, тенденциозно и истото има за цел директно да го инволвира министерството како ресорно министерство во кадровскиот избор на директорот во оваа јавна општинска установа, рече на денешната пресконференција градоначалникот Максим Димитриевски во врска со решението на Министерството за труд и социјална политика да се одземат ингеренциите на општина Куманово во делот на избор на директор во детската градинка Ангел Шајче. Димитриевски денеска јавно ја повика министерката Мила Царовска да го преиспита решението и да го повлече, бидејќи како што вели градоначалникот има направено голем пропуст, а општина Куманово не заслужувала ваков третман. Кога велам тенденциозно и пристрасно, селективно решение, го подкрепувам со фактот, бидејќи на 1 јануари ненајавено од страна на надлежен инспектор од ресорното министерство беше направена посета во општина Куманово, кој што немаше налог за вршење на било какви контроли и каде што јасно и гласно ми беше ставено на знаење, како на градоначалник, доколку не отпочна постапка, при тоа преудицирајќи се на избор на директор, ова ќе се случи. Жалам што една ваква работа се случува во една демократска општина како што е Куманово. Куманово тоа не го заслужува и јас како градоначалник на нашата општина ќе се погрижам цела во оваа работа да биде ставено крај и сите аргументи и факти ќе ги изнесам пред лицето на јавноста. Димитриевски потенцира дека праксата во одредени општини во Република Македонија покажува дека има исти случаи каде што не е навремено отпочната постапката за избор на директор, но во тие општини не се преземени никакви активности. Главниот проблем овде е министерката Царовска. Го повикувам главниот проблем. Уште еднаш да ги преиспита сите своји одлуки поврзани со оваа активност и да го укине решението, а надлежноста да ја врати на општина Куманово, бидејќи праксата покажува дека избор на директор може да се врши непрешено, без разлика дали овој член на законот ќе се почитува или нема да се почитува. Ова е решение тенденциозно. Јас, согласно законот, морам да го почитувам, но повторно апелирам до министерката Царевска да истото го преиспита, укине и јавно да се извини на општина Куманово и на граѓаните, бидејќи ова е се само децентрализација не. Наместо да се дрзнува да одзема ингеренции и надлежности на институции, да се позанимава со нејзината примарна задача, а тоа е социјалното згрижување и секако трудот, правата на работниците, социјалната помош. Градоначалникот Димитриевски најави дека ќе ги искористи сите законски средства и ќе делува институционално во врска со настанатиот проблем. Како градоначалник, граѓаните не ги делам ниту на верска, ниту на партиска, ниту било која друга припадност и нема да дозволам никаков притисок, без разлика од која страна и да доаѓа врз мене или моите први соработници, а верувајте ми дека деновиве многу ги има. Јас водејќи се од моите начела сметам дека секој треба да има отчет за својата работа во делот на неговото работење и доколку барате нов мандат, првенствено треба да дадете отчет за сето онаа што претходно го имате сработено. Во овој случај, во оваа институција, ние имаме еден менаџер
кој што менажира со нашата детска градинка Ангел Шајче веќе 3 мандати, за кои што имам голем број укажувања од страна на вработени граѓани, општи незадоволства, кои што имам намера да ги проверам, а за жал во оваа јавна установа никогаш општината не направила ревизија за финансиско и материјално работење на оваа институција, во која што, верувајте ми, се трошат сериозни граѓански пари. Во врска со решението, минатата недела од Министерството за труд и социјална политика соопштија дека одлуката за одземање на надлежностите е донесена откако при вршење на надзор на работата кај општините Струга и Куманово биле утврдени недостатоци во именувањето, односно спроведувањето на постапката за распишување на оглас за директор на детски градинки. И покрај даденото укажување со утврден рок за отстранување на неправилностите, градоначалниците не постапија според нивните овластувања, пошто Министерството постапи по членот 201 од Законот за заштита на децата и им ја одзеде надлежноста на период од 1 година, соопштија од ресорното министерство. Министерството за труд и социјална политика ги одзеде ингеренциите за управување со градинките на општина Куманово заради непочитување на одредбите од Законот за заштита на децата, стои во соопштението од Министерството. Оваа одлука е донесена откако при вршење на надзор на работата беа утврдени недостатоци во спроведувањето на постапката за распишување на оглас за директор на детски градинки. На градоначалникот му беше дадено укажување со утврден рок за отстранување на неправилностите преку уредно примен допис на 4.1.2019 година. Откако градоначалникот не постапи според даденото укажување, Министерството за труд и социјална политика ги презема ингеренциите за управување со градинките на периодот од 1 година, согласно членот 201 од Законот за заштита на децата. Освен на Куманово, ингеренциите по истата основа пред околу 1 месец се одземени и на општина Струга. Постапка за одземање на ингеренциите во двете општини е водена целосно согласно законските прописи и нема никаква основа за преиспитување на овие одлуки. Целта на ваквото постапување е да се овозможи непречено работење на градинките и да се гарантира квалитетна грижа за децата. Завршува во соопштението од Министерството за труд и социјална политика. Со традиционална Светосавска академија, Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово и ДПСМ го одбележаа националниот празник на србите во Македонија Свети Сава. Своје обраќање пред присутните имаше председателот на одборот за дијаспора и србите во регионот Миодраг Линта. Светосавска академија по повод националниот празник на србите во Македонија Свети Сава викендов се одржа во Кумановскиот театар. На традиционалната манифестација во организација на Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово и Демократската партија на србите во Македонија, пред присутните се обрати Далибор Китановиќ, повикувајќи на заедништво. Вечерас смо заедно да овим скромном и достојанственом свечаноšću још едном светлије оживимо и оснажимо тај светосавски дух, да позовемо на саборност, на уединењу, да пожелимо мир и благостање. Уживајте у програму кој смо припремили, будите благословljeni и среќни и нека вас дух нашег патрона, Светог Саве, води правим стазама живота. Председателот на одборот за дијаспора и србите во регионот Миодраг Линта на Светосавската академија потенцираше дека Република Србија преку Министерството за култура и информирање како и преку Управата за дијаспора за србите во регионот ги поддржува проектите на српските организации и здруженија со желба да се зачува српскиот национален културен идентитет на србите во регионот и дијаспората. Наш одбор за дијаспору и Срби региону, чiji sam predsjednik, ima odličnu saradnju sa predstavnicima Srba u Makedoniji i drugih država regiona. Imali smo više zajedničkih sastanaka. Ja uvijek ističem da je potrebno da naša matica još snažnije, još više pomaže očuvanje identiteta Srba u Makedoniji i u drugim državama regiona, da pomaže jačanje veza Srba u Makedoniji i drugim državama regiona sa svojom
maticom. To je jedna stalna borba koja treba da se vodi kontinuirana, da se vodi stalno. Според председателот на одборот на дијаспората Линта, надвор од Република Србија живеат околу 4 милиони срби, околу 2 милиона во државите на територијата на поранешна Југославија, а останатите српски државјани во Америка, Австралија, европските држави. Манифестацијата беше збогатена со настапите на актерите од Народниот театар од Белград, Лазар Дубовац и Ташана Ѓурѓевиќ, познатиот музички состав Ступови, како и културно-уметничкото друштво Српски вес со неколку своји кореографии. Светосавската беседа ја прочита познатиот српски режисер, публицист и писател Драгослав Бокан. Kada su Turci zapalili mošti Svetoga Save, oni su mislili da će tako uništiti uspomenu na najvećeg od svih Srba. Da će tako uništiti one mošti koje smo celivali i kroz taj celiv celivali Hrista. Ali oni nisu znali da se mošti ne mogu spaliti. Kosti se mogu spaliti. Mošti svete se ne mogu spaliti. One su se razvejale vetrom plamena na Vračaru 3,5 veka nakon fizičke smrti Svetoga Save. I ti vetrovi su doneli čestice svetitelja, svih svetitelja naše prošlosti i ovde i na svakom mestu gde postoji srpska otadžbina. Еден од најзначајните национални празници на српската заедница во Македонија, Свети Сава, викендов беше одбележан со богата културно-уметничка програма, која се одржа во Занајчискиот дом. На настанот присуствуваше пратеникот Мирослав Јовановиќ, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски и други представници. Со богата културно-уметничка програма во Занајчискиот дом викендов се одбележа празникот Свети Сава. Настанот го организираше секторот за култура при општина Куманово. На одбележувањето присуствуваше пратеникот Мирослав Јовановиќ, градоначалникот Максим Димитриевски, представници на Советот јавните предпријатија. Манифестацијата ја збогатија настапите на учениците од неколкуте училишта од градот. Пред присутните се обрати градоначалникот Димитриевски, кој истакна дека Куманово како мултиетнички град традиционално ги одбележува сите датуми кои имаат важно значење за заедниците. Српскиот народ е народ кој што со векови постоел и обстоел на овие простори и како еден од братските народи на македонскиот народ со векови и генерации сме живееле заедно сложно и ни стаа наша бурна заедничка историја, многу пати сме се соочувале со заеднички предизвици. И секако, секогаш заедно сме изнаоѓале начин да поминеме и многу пати да излеземе заеднички победници од сето тоа. Општина Куманово денеска, оваа година, јубилејна 5 века постоење Куманово, секако со задоволство може да каже дека има оставено во својата историографија и длабоки траги во делот на онаа што значи Србија и српското остојување и делување на овие простори. Најголем број од архитектонските зданија во нашиот град токму потекнуваат од тој период од поранешната кралска Југославија. Сите овие добри и позитивни примери ние имаме обврска и должни сме и ние, но и следните генерации да ги негуваме. Во Република Македонија од 2007 година, согласно Законот за празниците, Свети Сава се празнува како национален празник на србите во Македонија. Поради обилните снежни врнежи во изминатите денови, екипите од фирмите кои се задолжени за зимско одржување на улиците во градот и околните села, заедно со представници од општина Куманово, интензивно работеа на расчистување на патиштата и снежните наноси. Откако во сабота по направените напори со 2 машини не беше успешна операцијата за расчистување на огромните снежни наноси поради силниот ветер. Вчера со тешка механизација до 11 часот и 30 минути приоритетно е расчистен патот до затворот Кшање и истиот е снабден со храна и нафта. Екипите за расчистување на снегот во текот на вчерашниот ден успешно ги оспособија за проводност патните правци во селата Сопот, Четирце, Табановце, Пчиња, Мургаш, Градиште, Габреш, Скачковце, Агино село, Романовце, Брзак, Којнаре, Тромеѓа, Бабиндол и Билјановце.
Дел од кумановските рибари нема право да присуствуваат на изборното собрание кое се одржа викендов. Како што тврди актуелното раководство на Пчиња, тие не ги исполниле условите предвидени во статутот и затоа им бил оневозможен влез. Рибарите пак тврдат дека председателот заради своји лични цели го прекршил статутот. Седницата помина со затворени врати кои ги обезбедуваа полициски службеници. Во крајно напната атмосфера и со полициско обезбедување започна седницата на изборното собрание на Сдруженијето за спортско-рекреативен риболовен клуб Пчиња Куманово. Актуелното раководство одлучило група риболовци кои тврдат дека се долгогодишни членови на Сдруженијето да не присуствуваат на собранието. Незадоволни од ваквата одлука, кумановските рибари посочија дека председателот на своја иницијатива без најава, прекршувајќи го статутот на Сдруженијето, свикал седница без да ја исполни законската должност во рок од 15 денови пред одржување на собранието да ги извести членовите, иако на дневен ред била точката за избор на нов председател. Тој со една точка, со едно известување на просториите на Друштво Пчиња и тоа 2 дена пред денешната седница, без никој да биде информиран, како и јас слушнав од некои пријатели дека ќе се одржува собрание. Од страна на неколку колеги рибари, во текот на минатата година бев предложен како иден председател. Меѓутоа, со оглед да актуелно председател најверојатно ја знаел таа состојба и затоа свикал седница на собрание и со невозможни услови за одржување на истата, бидејќи не дозволува присуство на членови. Со една манипулативна одлука на претходна седница на собрание во август 2018, за која никој исто така не бил известен, сам си донел одлука членски книжки да се издаваат во противредност од 300 денари и за тоа никој не е известен. Тоа може да убедиме еден колега рибар ни кажа дека денеска во Зафир му издал членска книжка. До сега јас сум рибар 40 години, ова не се случило. Да не пуштат рибарите на собрание, па тоа е абсурд до сега. Нека изнесе председателот со статутот и нека покаже на рибарите кои се нивните права, за да рибарите бидат информирани и да знаат дали се во право што барат права или не се во право. Да не искочи забуна, тие велат дека се во право, рибарите се во право. Уствари тие се и тие рибари. Меѓутоа правила мора да се знаат. Значи, да знаеме зашто зборуваме. Ако е председател толку поштен, чесен, нека изнесе со статутот, еве вие се новинарска екипа, нека ви го покаже статут по кој член рибарите не смеат да присуствуваат на собрани. Не зборам да гласат, меѓутоа присуствуваат, значи да не стојат во ходник. Актуелниот председател го започна изборното собрание со 60 лица кои истакна дека поседуваат легитимација и дозвола за риболов. Од Македонската федерација имаат платено и членарина. Нагласи дека согласно статутот дел од рибарите немале право да го следат собранието. Надвор од присутните не се редовни членови во нашето здружение. Тоа се членови од друго здружение, членови кои што не ги исполнуваат нашите услови согласно нашиот статут, по кој што ние работиме, кој што е јавен и може да се види секој пат во Централен регистар. Значи, согласно статутот член 11 од статутот, јасно пишува дека право на глас има секој спортски риболовец кој поседува. Членска легитимација за рекреативен риболов на Македонска риболовна федерација издадена преку Сдруженијето на спортско-рекреативни риболовци Пчиња Куманово. Потоа поседува годишна дозвола за рекреативен риболов за ревири на кој што е концесионер Пчиња Куманово и трето членска легитимација, односно членарина од Пчиња Куманово. Значи, согласно статутот член 11, надвор луѓево не ги исполнуваат овие услови. Тоа е основното нешто за пречката за нивно влегување. Тоа се веќином луѓе кои што се за нас лица познати со криминално досие, претежно од нашата рибошуварска служба видени на ревирите и без дозволи и од други здруженија и
Со тоа ние овдека сметаме дека они немаат право, односно не сметаме, така налага статутот, дека не може да присуствуваат и не може да гласат на ова собрание. Незадоволните рибари истакнаа дека планираат да организираат собирање на потписи и да одржат вонредно собрание, кое ќе биде во согласност со законот, односно статутот на рибарското друштво општина. На граничниот премин Табановце на влез во Република Македонија вчера околу 12 часот и 40 минути при пасошка контрола било констатирано дека В и 21 година од Тетово е видиран на 100 листа и се барал по телеграма за издржување на казна затвор. Како што информираат од полицијата, истиот бил предаден на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Македонија оваа недела или на почетокот на идната ќе го потпише протоколот за НАТО, а на столчето во Северноатлантскиот совет ќе седне штом протоколот биде ратификуван во грчкиот парламент, вели шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Оваа недела или на почетокот на идната треба да се потпише протоколот за НАТО. Потоа тој треба да се врати во грчкиот парламент на ратификација. Се надевам дека потоа сите наши пријатели, а меѓу првите и Литванија, ќе го ратификуваат протоколот во нивните собранија. Штом се ратификува во грчкиот парламент, ќе го добиеме столчето во алијансата и тогаш стапуваат во сила уставните измени и другите одредби од Преспанскиот договор, рече Димитров на трибината во МНР, организирана од Инфоцентарот за евроатлантски интеграции, на која присуствуваше и министерот за надворешни работи на Литванија, која е во официјална посета на Македонија. Тој истакна дека министерката за одбрана Радмила Шекеринска ќе присуствува по прв пат на состанок на министрите за одбрана на 13 и 14 февруари во Брисел, а тој како министер за надворешни работи во април на министерскиот состанок на НАТО во Вашингтон. Инаку право на глас Македонија ќе добие штом се потпише Вашингтонската повелба на НАТО. Според процедурите, Преспанскиот договор треба да биде испратен во Обединетите нации, каде треба да добие потврда од Советот за безбедност дека е решен спорот за името. Од владата велат дека терминот Северна Македонија за меѓународна употреба официјално ќе почне да се употребува откако Грција ќе испрати известување до НАТО дека го ратификувала договорот. Се дотогаш останатите држави треба да ја ословуваат Македонија без придавката Северна како и досега. Министерот за надворешни работи вели дека амандманите на Уставот се уште не се во сила. И покрај тоа што договорот помина во двата парламенти, има уште некои декори и размени на дипломатски ноти. Дотогаш не би требало да работиме на меѓународни документи во оваа смисла, изјави денеска Димитров. Во медиумите пак се појави документ изготвен од косовската влада, каде секој пат кога се споменува Македонија, тоа е направено со придавката Северна. Документот се однесува на соработка меѓу двете држави за конципирање на програма за млади наменета за ученици, студенти и наставници. Институциите исто така се наведени како институции на Република Северна Македонија. Димитров е затекнат од овој документ и вели дека не е изготвен во неговото министерство. Во текот на завчерашниот ден на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби примени се вкупно 6 нови заболени од морбили, а уште тројца амбулантски се прегледани со јасна клиничка слика на морбили. Од клиниката информираат дека ова е нов бран на ново заболени, пошто очекуваат бројката да се зголемува. Епидемијата од морбили се шири во некои од градовите во внатрешноста на земјава. Најчести компликации од морбилите се белодробните воспаленија можат да бидат толку сериозни што некои од пациентите можеќе треба да имаат потреба од апарати за дишење. Во моментов на клиниката за инфективни болести има вкупно 24 пациенти со мали сипаници. Министерството за здравство информира дека до 27 јануари 2019 година до 13 часот се вакцинирани вкупно 4345 деца со вакви вакцини. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 5 степени, а минималната беше 2. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за врнежи од снег, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 6 степени, а утринската ќе биде до 1.
И со информацијата за времето го завршувам и вечерашниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.